Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Голгота на една пензионерка-постанарка која живее сама, само со социјална пензија од 7.000 денари. Добила сметка за потрошена електрична енергија од 15.000 денари. Пинг-понгарскиот клуб Младост 96 е на одличен пат да ја освои титулата. Првиот потек на новата собственичка структура на Победа е со хуманитарен карактер. Средствата на утрешниот надпревар со башкими одат за настраданите од Кочанската трагедија. Граѓаните со муслиманска вероисповед на 30 март недела ќе го слават Рамазан Бајрам. Времето денеска сончево со периоди на облачност и температура до 17 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Голгота на пензионерката-постанарка која живее сама, само со социјална помош од 7.000 денари. Добила сметка за потрошена електрична енергија од над 15.000 денари. Ангелина Талеска е пензионерка-постанарка. Синот и починал пред неколку години. Зема социјална помош нешто повеќе од 7.000 денари. Живее во подрумот, во куќа на лица кои се во странство и како поволност не плаќа кирија. Месечно плаќала по 500-600 денари за потрошена електрична енергија, но проблемот настанал кога поради мозочен удар неполни 3 месеци е одсутна во болница, а добиената сметка од 5.000 денари за потрошена електрична енергија во периодот кога е одсутна се зголемила на 15.000 денари за 3 месеци. И тогаш започнува незината голгота. Барала начин да плати, објаснување за високата сметка. Платила да дојде и комисија од ЕВН за да го согледа случајот и да го реши, но одејќи по лавиринтите на системот, струјата и ја исклучиле. Никој не дошол да ја помогне, никој не дошол да го прочита броилото на сатот, никој не сакал да го чуе незиниот проблем, а сега никој нема кој да ја коригира сметката. Останува Ангелина да плати 15.000 денари и повеќе од незината социјална пензија од 7.000 денари. Ми вика чек за комисија да ви дојди. И јас се враќам од Евана, одам до пошта пешки, немам пари за да си за такси. Сите и ги дадов. И еве, ко сидам дома, гледам нова белешка 15, од 12 на 15. Не, за тие на болница што бева одсутна дома. Еве, пречкатува ја. Еве, цела социјална е дадов. Во ваквиот лавиринт со високи сметки за струја се наоѓаат илјадници граѓани кои се обидуваат да го решат проблемот.
Од 24 декември минатата година до 25 јануари оваа година на адресата од Евана Хоум пристигнале 15.000 барања за корекции на високите сметки за струја. Само мал број од нив, 15%, се коригирани. Прилепскиот пингпонгарски клуб Младост 96 е лидер во суперлигашкото друштво. Како фаворит во Македонската суперлига ќе влезе во плей-офот и разигрување за титулата, што вели Гоце Тошевски од пингпонгарскиот клуб Младост 96. Значи ние имаме играчи кај што Александар Рекаловски е во Младост позајмен. Да, тој е прилепчанец. Прилепчанец. Наши Лука Огненовски во Вардар. Младиот Лука. Давид Јоновски ние во Нец Телеком, кај што се и тие конкуренти за титула. Мартин Ристевски. Значи ги позајмувате Мартин ривалите. Ристевски во Студент во Скопје исто. Значи имаме моментално 4 позајмени играчи. Значи имате еден фер однос со ривалите. Да. Ги засилувате ривалите да биде можеби поинтересна борбата. Баш така. Малку да се шегуваме. Баш така. Но и тоа е вистина. А инаку стварно е тешко да речеме да се то организира, меѓутоа ние успеваме. Првиот потек на новата сопстvenичка структура на Победа е со хуманитарен карактер. Победа се надева на подобри денови, а во следните денови се очекува да добие нова сопстvenичка структура. Првиот потек на новата сопстvenичка структура на Победа е со хуманитарен карактер. Средствата на утрешниот надпревар со Башкими одат за настраданите од Кочанската трагедија. Во моментов тимот е под капата на општина Прилеп, но во иднина ќе има инвеститор и спонзор кој ќе ја врши работата. Второлигашката пресметка помеѓу Победа и Башкими е на програмата в сабота од 15 часот. Граѓаните со муслиманска вероисповед на 30 март недела ќе го слават првиот Рамазан Бајрам. По повод престојниот државен празник Рамазан Бајрам, понеделник, 31 март ќе биде неработен ден. Рамазан е најсветиот месец во исламот во кој е објавен Куранот во 610 година. Празникот Рамазан Бајрам се слави по завршувањето на светиот месец. За цело време на светиот месец се држи строг пост. Бајрам е празник кој го слави духовното и телесното прочистување. Временска прогноза. Времето денеска сончево со периоди на облачност и температура во Прилеп до 17 степени Целзиусови. Најмногу врнежи изминатите 24 часа имало во Пожар, 42 литри на метар квадратен, а најмалку во Прилеп 12 литри на метар квадратен. За време на викендот не очекува променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Минималната температура ќе се движи во интервали од 2 до 9 степени, а максималната од 10 до 19. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.